Денеска православната црква ги празнува светиот Амвросий Милански и преподобниот Григорий Молчалив. Свети Амвросий Милански. Овој голем свет отец на православната црква бил од познат род. Татко му бил царски намесник на Галија и на Шпанија, но по вера бил незнабожец, а мајка му била христијанка. Додека се уште бил во колевка, еднаш се спуштил ројот пчели на него, излиле мед на неговата уста и одлетале. И уште како дете ја подавал раката и пророчки говорел: "Целивајте, бидејќи и јас ќе бидам епископ." По смртта на својот татко, царот го поставил за свој намесник на Лигуриската област во која Медиолан бил главен град. Кога умрел епископот на тој град, настанала голема расправија помеѓу православните и еретиците ариевци околу изборот на нов епископ. Амвросий по должност влегол во црквата да го одржува редот. Тогаш некое дете кое било на градите од својата мајка извикало: "Амвросий епископ." Ова сиот народ го примил како глас Божи и спротивно на волјата на Амвросий едногласно го избрале за епископ. Амвросий се крстил и за една недела ги поминал сите претходни чинови и бил ракоположен за епископ. Како епископ Амвросий ја утврдил верата православна, ги потиснал еретиците, ги украсил црквите, ја расширил верата меѓу незнабожците, напишал многу поучни книги и послужил со пример на вистински христијанин и христијански пастир. Тој ја составил и познатата благодарствена песна "Тебе Боже те фалам". Овој славен иерарх, заради чија мудрост и сладкоречивост го посетувале луѓе од далечни земји, бил многу воздржан, трудолюбив и ревносен. Спиел малку, работел и се молел на Бога непрестајно. Постел во сите денови, освен во сабота и во недела. Затоа Бог му дал да види многу чуда Божи и самиот да ги прави. Ги открил моштите на светите маченици Протаси, Герваси, Назари и Келси. Кроток кон малите луѓе, тој бил бестрашен кон големците. Ја изобличил царицата Јустина како еретик, тиранинот и убиец Максим го проколнал. На царот Теодосий му забранил пристап во храмот се додека не се покајал за својот грев. Со насилниот и самонаречен цар Евгений не сакал да се сретне. На овој богоугоден човек Бог му дарувал толку многу благодат што и мртви воскреснувал. Демони од луѓето изгонувал. Болни од секакви болести исцелувал и во иднината прозирал. Мирно завршил на осамнувањето на Великден во 397 година. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Преподобниот Григорий Молчалив. По потекло бил србин, основач на Светогорскиот манастир Свети Николај,
познат заради него по името Грегоријат. На 1/4 час оддалеченост од манастирот се наоѓала неговата келија, каде што во молчење поминувал и се молел. Во 1761 година имало голем пожар во манастирот. Тогаш некои луѓе монаси ги зеле неговите мошти и ги пренеле во Србија. Овој Божи човек се упокоил мирно во 1406 година. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на небесата, алилуја. Зашто е вечна милоста Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Te
Te